Ова се 3 работи што мислам дека не треба ги правиш као возрастен маж. Број 1, да носиш бањарка. Шо се замислуваш дека си жена од 30 години со 3 деца? За кога носиш бањарка? За дечко ти од дневна? Ба дај не ме заебавај. Бабни гаки, направи си едно кафе, запали една цигара и терај студенот. Биди маж, локин. Број 2, да имаш астма. Ко брат само диши, имаш 25 години и уште го немаш надраснато тоа. Ко си име тука и си го, кај ми, халаторот. Ко братот не може да се справи со воздух како возрастен маж, локин. Број 3, да прашуваш дали би прашање. Ко си име заедно, имаш 30 години и ме прашуваш дали би имал курва керка или дали би имал педер син. Ко чекај малце ќе те застанам, би ќе имам едно боле за тебе. Би ќе очигледно ги прашуваш погрешните прашања. Дали би да идеш на работа, да ги пуниш џебовите со пари секој ден, или да седиш у соба и да размислуваш на глупи прашања, додека си го тинкаш, бидејќи немаш што попаметно да правиш. Ај кажи ми го сега ти тоа. Локин. И имам бонус за вас, дечки, а тоа е да бараш помош од друг маж да ти го отвори шишата. Хајде, принцесо, дојди, да ти го отворам шишата. Не се секира. Не ти е срам? Мислам дека само треба да почнеш да идеш у теретана, да работиш малце на твојата сила и да се запрашаш некои работи. Локин. Ова се 3 работи кои што мислам дека не треба да ги правиш како возрастен маж. Ајде да започнеме. Под број 1, да се фокусираш на диџеј кариера. Имаш 30 кусур години, само откажи се. Бидејќи наместо ми покажуваш транзиции што си ги направил или миксови, зашто само не ми покажеш транзиција од дома на работа и од работа дома. На место каде што имаш добра плата, имаш пензијско и здравствено осигурување и можеш да се грижиш за фамилијата дома. Биди боле. Под број 2, да се жалиш за плюс сати на работа. Све што слушаме, не ќам да имам повише пари во џебот. Што ќе правиш ако си отидеш 2 сати порано? Ќе еш дома и ќе си го тинкаш, ќе се чепкаш на место каде што не свети сонцето? Биди маж, работи, локин. Под број 3, да немаш возачка. Имаш 30 години и сакаш да ми кажеш дека се уште се возиш со автобуси, со таксиња, бидејќи што правиш со животот? Немаш ни една причина зашто да немаш возачка. Или да погодам, дечко ти те вози и те собира од дома. Биди возрастен маж, иди за емисија возачката и локин. И имам бонус за вас, дечки, а тоа е да правиш колекција од камења. Не знам што е повише безкорисно, дали ти или камењата, бидејќи зашто собираш камења? Собирај пари, направи фамилија, ама не, ти сакаш да се радуваш на камења како да имаш 8 години. Ова се 3 работи кои што мислам дека не треба ги правиш како возрастен маж. Ајде започнеме. Под број 1, да бришеш пораки. Види, ова е проблемот со тебе. Со ова ми кажува дека едноставно не можеш да застанеш на тоа што си го кажал. Застани еднашка на 2 нозе у твојот живот. Имај малце самодоверба. Кога што можеш да веруваш у нејзе дека е зафатена 12 сати, така можеш да веруваш и у самиот себе. Локин. Под број 2, да пушиш вејпови. Замисли 25 годишен маж кој што се шета со розево стапче и дува на розев, грейпфрут, пинкфрут, гей вкус. Кажи ми како звучи тоа. Ствари, знаеш што? Не ми кажувај, бидејќи не ќам да знам. Еј брат, види какви димови научив да правам. Зашто не ми кажеш еднаш ко твојот живот? Еј брат, види како научив пари да правам. Како научив да ставам пари од џебот. Иди купи си вистински цигари и прекини да се шеташ од тоа розово стапчек на кој што на секој 5 метри радиус му кажува дека има хомосексуалец околу нив. И исто така свети како новогодишна елка. Биди боле. Под број 3, да купуваш лижавчиња. Види, освен ако купуваш за твојот син, добро. Но ако купуваш за самиот себе, тогаш немаш ниту една причина да купуваш лижавци и кажи ми шо правиш со твојот живот. Не ќам да замислам што имаш друго ставено у таа уста, бидејќи очигледно сакаш да ставаш работи и да ги лижеш. Биди боле, прај нешто попаметно. Возрастен маж си. Иди купи куќа или стан, например. И имам бонус за вас, дечки, а тоа е да си правите готвени јадење еден за друг со другарти. Види, ако си правите јадење еден за друг, не ќам да замислам што друго се прави. Сигурно си водите љубов у кревет додека ноутбук ја пуштено позадина или сте на некој меден месец у Малдивите и јадете суши под месечината. Покрај самиот ти, мајка ти, жена ти и баба ти треба да се единствените луѓе што готват за тебе. Локин. Ова се 3 работи кои што мислам дека не треба да ги прешкал возрастен маж, а ја започнеме под број 1, да имаш пронаум со твоето био.
Замисли возрастен маж ти објаснува за хидеи, шидеи, шихар, хиге или како и да иде. Се замараш за погрешните работи. Наместо да се замараш за зизер, зашто не се замараш за тоа како да правиш пари, како да ги пуниш џебоите со кеш. Ама не, ти се замараш за непотребни работи, ти затоа новчаникот ти е празен. Локин. Под број 2, да си кичма пијан. Замисли возрастен 30 годишен маж изгубен од реалноста и не знае кај се наоѓа. Ја разбирам, маца се поднапиш за маца, те потфати да ти убо. Океј, ама си пепел направен и да си изгубен и да не знаеш кај се наоѓаш, веќе тоа е неприфатливо. Што сакаш да кажеш со тоа? Дека сакаш некој да превземе контрола врз тебе? Дека сакаш са бајла те були на места кај што не треба? Наместо се пијанчи секоја вечер, јави му се на газдата и праши го дали има дупла смена са бајле за тебе. Биди маж, локин. Под број 3, да ја молиш девојка ти да ти купува видеоигри. Под број 1, јас сум разочаран од тебе. Број 2, зашто како возрастен маж воопшто играш видеоигри? Број 3, наместо да ја молиш девојка ти да ти купува видеоигри, ти треба на нејзе да ја купуваш работи, а не обратно. Како број 4, штом немаш 50 евра на страна да тргнеш за една игра, ја ги давам една препорака за тебе и запиши го ова, бидејќи е бесплатно. Се вика најди работа симулатор. Бидејќи очигледно приоритетите ти се на погрешна страна. Локин. Имам бонус за вас, дечки. Тоа е да имаш инсомнија, брат само ставја главата на перница и затвори очи.